Еве, веќе денови поминуваат откако разговараме за овие закони. Ние си зборуваме, вие си молчите. За големо чудо денес еве на реплика се одважи председателот на комисијата, гледам на еден колега да се јави, меѓутоа по сиве овие дена сте единствен кој што реплицирал од колегите пратеници. Ниту еден колега од власта не се јавува за збор, барем да ги слушнавме да се одважаја да кажеа нешто тие кои што беа со голема визија, кои што имаа моќ да замислат или да читаат некаков договор, па ги предложи овие закони претходно кои што беа повлечени, еве ги сега се денес на дневен ред. Може би тие колеги најдобро ќе ни објаснеа што всушност се размислува и се сака да се направи, меѓутоа за жал и од нив не можеме да слушнеме ни збор, што е само уште една потврда дека пратениците и од власта се изманипулирани во врска со овие проекти, меѓутоа за жал се нафатиле да истераат некаква агенда. И ова веќе кое што трае долго време излегува исто како една народна поговорка која што ја користиме во Македонија: кучињата си лараат, каваранот си врзви. Па така еве денес отворате и трет закон од оваа група на закони кои што ги пуштивте под превезот на европско знаме, со злоупотреба нормално на европското знаме, се со цел да се оневозможи на опозицијата да зборува толку колку што навистина сака да зборува за овие закони, заради тоа што навистина има што да се зборува, има што да се каже за владата која ги гледаме овие предлог закони. И почитувани колеги, почитувана јавност, го гледаме денес законот за градење. Повторно имаме една празна кореспондентна табела. Всушност си го поставувам прашањето зошто владата ја пуштила оваа кореспондентна табела кога е празна, кога во нејзе нема ништо пополнето и напишано. Дали целта е само бламирањето да се зголеми, навистина не ми е јасно. И во излагањето денес нема да бидам долга, заради тоа што во одредени делови ќе се повторам и мора да се повторам со она што го зборував пред неколку дена во врска со законот за урбанистичко планирање, заради тоа што всушност законот за градење е на некој начин се врши, не на некој начин, туку се врши согласување на законот за градење со измените што ги правите, односно поминаа веќе на комисиска расправа во законот за урбанистичко планирање, или би рекла со глупостите кои што се направија во законот за урбанистичко планирање. И овде се воведува катастрофата автопати да се градат со урбанистичка планска документација, нешто што е недозволиво. И пред 2 дена прашав како за законот за урбанистичко планирање, и за законот за градење. Кажете една европска земја во која што постои ваков закон за градење како што сега вие го нудите, и дали во една европска земја законот за градење е донесен на ваков начин каков што вие планирате, односно веќе го носите во Република Македонија. Без разлика што зборувавме законот за урбанистичко планирање, има и во законот за градење недоумици кои што се среќаваат само во овој закон, нејасноти, барем веќе кога сте вршеле усогласување, да беа јасни одредени членови, да прецизиравте некои работи, и сметам дека сега има дел членови кои што не ви се согласуваат, односно согласуваат со закон за урбанистичко планирање, и можеби за многу кратко време ќе треба повторно да го менувате овој закон за градење. Сакам да поставам неколку прашања, можеби денес еве ќе добијам одговор на прашањата кои што ќе ги поставам. Во член 4 во став 2, точката на крајот од реченица се заменува со запирка и се додаваат зборовите: а за градбите од стратешки интерес мислењето се обезбедува од страна на инвеститорот пред започнување со изградба на градбата и истото е составен дел од проектот. Господине заменик министер, овде се проставува прашањето дали имате веќе некој основен проект готов?
Дали тој што ќе врши градба има направено проект, барем за дел од делницата, и дали предвидувате паралелно да се врши и градба и експроприација на земјиштето? Тоа се едни нејасни работи. Понатаму, велите, по завршувањето со изградба на градбите од стратешки интерес се изработува проект на изведена состојба која го заверува надзорен инженер кој вршел надзор на градбата. Веќе знаеме дека и тоа е завршена работа, имено без да се распише тендер, без да се распише јавна набавка, го дадовте надзорот, меѓутоа за жал го дадовте на една фирма која што работи и е регистрирана за шиење, изработка на долен веш, и верувам дека тие нашле некои подизведувачи кои што ќе вршат надзор. Се со овој договор е тајно, меѓутоа редно е да кажете кои се тие инженери или која е таа фирма што ќе врши надзор, заради тоа што ова која што е регистрирана за шиење на веш сигурно не може да го врши надзорот, и овдека должите одговор кој е тој што ќе врши надзор над изградбата на градбата. Потоа во член 9 повторно имам прашање. Член 67 по став 11 се додава нов став 12 кој гласи: за градбите од стратешки интерес инвеститорот е должен пред започнувањето на изградбата да достави писмено известување за започнување на изградбата до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот. Господине заменик министер, кој е во овој случај надлежниот орган? Надлежен орган ќе биде владата, заради тоа што таа го дава одобрението, или надлежен орган е Министерството за транспорт и врски? Никаде не ви е споменато ни во Закон за градење Министерството за транспорт и врски, ама никаде во ниту еден член. Сега, онаму каде што сметам дека ќе имате проблем, заради тоа што во Законот за урбанистичко планирање општините целосно ги тргнав на една страна, зборував и тогаш, како да проективе ќе лепдат во воздух и нема да бидат на тло на општина. Арно, ама сега се предвидува, почитувани колеги, почитувана јавност, доколку, вели во член 78д, доколку при изградба на градбите од стратешки интерес е потребно да се изврши дислокација на далновод, трафостаница, канализација, водовод, топловод, како и разни видови инсталации, телефонски, телеграфски и други кабеловски водови, нисконапонски електрични водови, односно водови за напојување на слични уреди, инвеститорот дислокацијата да ја врши преку изведувачот, а во соработка со сопственикот, односно со операторот на објектот. Почитуван заменик министер, на сите што погоре ги споменав, овие водоводи, топловоди, трафостаници, далноводи, телефонски, кабловски водоводи, надлежна е општината. Со Закон за урбанистичко планирање целосно е тргата е настрана општината, не постои, а сега кажете ми вие изведувачот со кого ќе соработува? Кога сиве овие се под надлежност и се наоѓаат на земјиште кое што по закон на управување припаѓа на општините. Како планирате се во ова да го изрегулирате? И уште едно прашање би сакала да ви поставам во овие сите нејасноти. Имено се додава нов член 78д со кој се регулира дислокацијата на овие што претходно ги споменав, трафостаници, канализации, водоводи и така натаму, и вика дислокацијата на објектите, односно инсталациите при зградбата на градби од стратешки интерес представуваат јавен интерес. Како што кажав, надлежна е општината, меѓутоа најголем дел од нив се или собственост на општината, или собственост на приватни субјекти, како што се телефонските мрежи, кабловските мрежи, а додека пат водоводните мрежи се собственост на јавни предпријатија во рамки на општината, односно собственост на општината. Кажете ми вие, заради тоа што никаде немате предвидено, оваа дислокација на чиј терет ќе биде? Кој ќе го плати ова? Кај пишува? Еве, кажете ми, земете реплика и ве молам, кажете во законов каде пишува. Ќе биде терет на општините, на собственикот, на објектот?
И кога велите дека пишува, ако се јавите за реплика, очекувам да ми кажете од која ставка на буџетот ќе се плати се во ова, заради тоа што во буџетот за 2023 година овие проекти не се предвидени. Ако веќе владата направила дислокација на средства, редно е да знаеме и да знае целата јавност од каде се обезбедени овие средства. А ако не, она што треба во најкратко време да го направите е да направите ребаланс на буџетот. Благодарам.